Поради совпаѓањето со празникот Свети Васили и самиот ден кога се палат огнови во народот најчесто е познат како Василица, а тоа најповеќе асоцира на обичаите и верувањата поврзани со новата година. Василица се паѓа во периодот на така наречени некрстени денови, период што трае од Божик до Водици. Досега во Кочани на Василица се палеа само така наречени василичарски огнови. Од оваа година, традицијата на Василица ја продолжија група млади од Кочани, кои што маскирани вечерта спроти празникот изведуваа посебни обичаи, игри и песни, односно најправилно околу заедничкиот оган, а потоа одејќи по куќите низ градот, пееја пригодни песни за што добија подароци. Значи, ние фолклорните работници од фолклорниот ансамбл Кочани дојдовме и до идеја да ја возобновиме вековната, пред многу векови традиција на нашите предци, а тоа е обредните игри, односно игрите под маски. Играчите кои што ги играат тие игри во различни предели на нашата република, различно се нарекуваат. Например, во Битолско-Прилепско поле ги сретнуваме под името джамалари, исто во Бојме ги сретнуваме под името джоломари, а така овде во нашите краишта ги сретнуваме под името сурвари. Значи, таа традиција каде што прво се спремаат играчите, односно джоломарите, джамаларите, сурварите, се спремаат со тоа што си ставаат црна боја од јаглен на лицето, се облекуваат во народни носи, си ставаат брада и така се маскираат и одат по куќите, односно тоа се случува се во некрстените денови од Божик до Свети Јован, кога джамаларите шетаат и ги стеруваат лошите духови од куќите со игри околу куќата, игри околу огин, со тропањето на звонците. Значи, главна карактеристика на таа обредна игра е со тоа што се игра без без музичка придружба на зурла, на гајда, на некои традиционални инструменти. Значи, се игра без музичка придружба со тропањето на звонците. Значи, тоа е главната карактеристика по што може да се препознаат джамаларите. Значи, тие играат, шетат низ куќите каде што ги пречекуваат домакините и ги даруваат со вино, со ракија, со боб, со ориз, со што имаат. И тие играат околу таа куќа или играат околу домакините, со тоа што во раците ороволачот и танецот носат по еден стап, и со тоа се тие во текот на обичајот се тепаат еден со друг и на крајот паѓаат и двајцата доле, со тоа означува дека лошите духови се истерани од куќите. Учесниците добро биле прифатени од домакините, додава Ѓоргиев. Значи, граѓаните на Кочани беа вчудовидени од гледката што јас догледаа, затоа што ова не е нешто што може да се види често. Ова е нешто што ретко се гледа во нашата општина. Исто така посетивме неколку куќи, посетивме и едно место каде што беа збрани повеќе граѓани на нашата општина. И тие беа вчудовидени од гледката, не даруваа. Си честитавме Стара нова година. Вклучени се сите од фолклорниот ансамбл Кочани, машки членови, затоа што тоа е машка игра. Со нас беа и неколку членови од женската група, односно жени, но тие не учествуваа во текот на играта, но беа со нас, не придружуваа, ни даваа поддршка. Традицијата на василичарски дружби и обредни игри младите рекоа дека почнува од оваа година во Кочани и дека ќе ги продолжат и во текот на наредните, со уште помасовни собирања и дружби и организација на повисоко ниво.